Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Државната секретарка Хилари Клинтон во Обединетите нации ќе побара поддршка за мировниот план на Арапската лига за Сирија. Председателот Обама потврди дека САД користат беспилотни летала во Пакистан, а Флорида денес гласа на прелиминарните републикански избори за председателски кандидат. Следи блокот вести. Американската државна секретарка Хилари Клинтон поттикнува на акција во Сирија. Таа се очекува да изврши притисок врз Советот за безбедност на Обединетите нации за поддршка на мировниот план на Арапската лига за оваа земја. Ова се случува откако Вашингтон остро го осуди ескалирачкото насилство од страна на владата на председателот Башар ал-Асад. Западните сили работат на нацрт резолуција за поддршка на планот на Арапската лига, кој повикува ал-Асад да напушти власта како начин за решавање на кризата. Сирија го отфрли предлогот како прекршување на нејзиниот суверенитет. Клинтон истакна дека САД ги осудуваат на силните и брутални напади на сириската влада, во кои изминатите неколку денови се убиени стотици цивили. Хилари Клинтон во соопштение од понеделникот изјави дека Советот за безбедност на Обединетите нации мора да преземе акција со покажување на меѓународната заедница дека на сириското задушување на 10-месечното востание на опозицијата гледа како на закана за безбедноста. Американскиот председател Барак Обама застана во одбрана на употребата на беспилотни летала за напади во Пакистан. Ова досега никогаш не било јавно обелоденето од страна на американски владини лица. Обама кажа дека вакви напади биле користени за цели на Ал-Каида и нејзини соработници и дека повеќето од акциите биле во полуавтономни племенски области на границата со Авганистан. Портпаролот на Пакистанското министерство за надворешни работи за француска новинска агенција пак изјави дека нападите биле незаконски, контрапродуктивни и неприфатливи и покрај, како што рече, тактичките предности. Флорида денес гласа на прелиминарните републикански избори за председателски кандидат. Според најновите анкети, мултимилионерот и поранешен гувернер на Масачусетс Мит Ромни води со 14% во однос на неговиот најсериозен ривал, поранешниот председател на представничкиот дом Њут Гингрич. Во трката за републиканска номинација си и поранешниот сенатор од Пенсилванија Рик Санторум и конгресменот од Тексас Рон Пол. Њу Орлеанс е еден од градовите во светот со најинтензивна миризба. Магазинот GQ пишува дека одречиси секој агол на овој град на југот на САД избива миризба на тешка влага, впиена во дрвенаријата, потоа тука и мофта, но и старо пиво, пржена храна, кал, трева. Магазинот наведува и други градови со силни миризби како Сан Франциско, Плезанвил во државата Њујорк, Лос Анџелес, Богота, Мумбај, Момбаса, Лондон и Далас. Град пак што најлошо мириса, верувале или не, е Париз. Полицијата даде рок на движењето Окупирај го Вашингтон да прекине со кампување на 2 локации во главниот град, што понатаму се случуваше од следниот прилог. Рокот истече вчера напладне, но полицијата не реагираше и најголем дел од демонстрантите останаа на плоштадот Мекфирсон во ведро расположение. Џон Зангас живее во шатор веќе 4 месеци. Вели ќе го почитува законот. Колку што разбрав, не ќе смеам да чувам опрема за кампување, но се додека шаторот остане отворен и не ноќевам во него, може да останам. Полицијата го извести движењето дека ќе започне да ги спроведува законите според кои е забрането кампување и преноќување на земјиште во сопственост на владата. Дезире Делоуч и други демонстранти во кампот подвекуваат дека Окупирај го Вашингтон е ненасилно движење и се залага за поголема економска еднаквост. Од она што јас можев да видам, сите се мирољубиви, ги спакуваа работите за секој случај. Оние кои не ги спакуваа, ќе си го бранат ставот. Рокот беше блиску до истекување кога стотици се собра околу статујата на Џејмс Мекфирсон, генерал од граѓанската војна. Ја покрија со големо шатерско крило, велејќи дека тоа го символизира нивното право да кампуваат тука. Според Џони Мандреачија, дури и полицијата да ги отстрани шаторите, движењето ќе продолжи. Движењето нема да запре само затоа што нема да бидеме на ова место. Она што се обидуваме да го окупираме е пораката. А пораката, како што наведуваат во движењето, е да се привлече внимание на големиот јас меѓу богатите и сиромашните во САД.
Неодамнешното банкротирање на Kodak, најголемата американска компанија за фотографски филмови, нема да се одрази само на вработените, туку и на фотографите, особено на оние чија работа се уште зависи од фотографската хартија и хемикалиите, што Kodak ги произведуваше уште од 19-тиот век. Џим Мегарџи, себе си и другите како него се споредува со диносаурсите во опасност од исчезнување. Тој е традиционален фотограф кој во услови на дигитална технологија се уште прави фотографии во затемнета просторија. Постои физичка разлика меѓу сребрениот и дигиталниот примерок. Со сребрената верзија, сребрениот слој се вградува во хартијата, со дигиталната фотографија ставате мастило на хартија. Банкротирањето на Kodak донесе грижи и за Рек Рок од седиштето на Kodak во Рочестер, Њујорк. Тој е во опасност да стане невработен. Многу сум загрижен. Треба да работам уште неколку години за да се квалификувам за бенефициите од пензискиот план. Стручњаците велат дека Kodak најверојатно ќе продолжи да функционира како корпорација која ќе профитира од дел од дигиталната технологија што самата ја започна. Брус Аббин е одговорен уредник на магазинот Forbes. Предпоставувам дека главно ќе биде компанија за интелектуална собственост, што значи дека профитот би го црпело од лиценцирање на своите патенти и технологија. Мегарки пак коментира дека спроведувањето на традиционалниот начин на правење фотографии со дигиталниот е како да се споредуваат водени со темперни бои. Овој самонаречен диносаурс се надева дека помалите компании од Kodak ќе му овозможат доволно залихи за да не исчезне. А во наредната емисија Ени Лебовиц со поинакви кадри за новиот проект на славната фотографка гледате утре во Newsflash. Пејсажи наместо луѓе. Ени Лебовиц ве носи на духовно патување во новата изложба во Вашингтон. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com или пак побарајте не на Facebook. Благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте утре.